Ви благодарам. Почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници и почитуван заменик председател на владата задолжен за европски прашања, господин Никола Димитров. Ви благодарам за можноста да се обратам и да го образложам мојот аспект на потребата за интерпелација. Господине Димитров, вие во вашето обраќање зборувавте доста за достигнувањата на Македонија во однос на извештаите кои што ги добиваме од Европската Унија по различни платформи и по различни основи, но она што јас го забележав е дека во ниту еден момент не се осврнавте на состојбата дома во Македонија, односно како македонската јавност ги перцепира резултатите од вашата работа. Значи, ке се вратиме наназад, сите се враќаме наназад, но не можеме да ги избегнеме тие моменти, бидејќи ваквата перцепција произлегува од подпишувањето на Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија, кој што именно вие ги подпишавте. Па каква е перцепцијата на македонската јавност и што се случи потоа? Значи, ке зборуваме за последиците од каде произлегува потребата за интерпелација и која што е основната причина за интерпелацијата. Господине Димитров, ние во изминативе 4 години доживеавме бришење на името Македонија, но не само на името Македонија, туку и на придавката македонски во сите државни институции, како што предвидува членот 7 од Преспанскиот договор. Па така, ние денес немаме македонска филхармонија, немаме македонска опера и балет, дури името на музеот на Македонија е сменато, иако во многу други држави музеите ги добиваат придавките како естонски, латвиски, француски, македонски, но ние немаме македонски музеи, туку имаме музеи на С Македонија, не го изговарам името. Во моето обраќање јас ке се обратам, ке зборувам за науката и за научните факти, бидејќи знаеме дека пред вистината, особено пред научните факти, боговите молчат. Вие доаѓате од исклучително почитувано академско семејство и верувам дека ви е всадена почита кон науката и кон научните трудови, особено не само домашни, туку и од странски научници. Од таму ќе почнам од последната најболна капка во разнебитувањето на македонскиот идентитет, а тоа е она срамно барање на источниот сосед за бришање на македонската промена на македонската историја, се извинувам, и негирање на постоењето на македонскиот јазик. Нема да образложувам како не третират и како бара Бугарија да се формулира, навистина тоа е срамно, но ќе ви направам на вам неколку факти кои што може да ги користите во одбрана на македонскиот јазик. За жал, ние се доведовме сами себе во ситуација воопшто да разговараме за македонскиот јазик, што е страшно, што е тешка небулоза, но вие постојано и сега во неколку реплики, контралеплики рековте дека ваша цел е да ги штитите македонските национални интереси, идентитет, јазик и слично, но оно што мене ми е вака многу забележително е, господине Димитров, дека тоа го кажувате само на македонски јазик. Никогаш не ве слушнавме ваква изјава да дадете на англиски јазик или на некој друг јазик, односно никогаш не слушнавме ваква изјава да дадете за некоја странска телевизија, медиум, интервју, било што. Значи, овие зборови да ги повторувате дома, но не сме ве слушнале, барем јас не сум нашла извор каде што исти овие зборови ги повторувате на друг јазик, освен на македонскиот, односно во друг медиумски простор, во странски медиумски простор. Во таа насока јас би сакала да ви дадам неколку цитати кои што можете да ги искористите и ве повикувам, ве поканувам да го направите тоа, да ги искористите овие факти и да ги кажете на например англиски јазик за некое следно интервју кое што го имате или во понатамошните преговори со Бугарија. Па, например, ќе кажеме дека македонскиот јазик со целата своја многофункционалност на стандарден јазик, силата на зборовите и граматичките парадигми ги црпел и се уште ги црпи од дијалектната разновидност, односно од богатството на дијалектите. Македонските дијалекти имале свој спонтан развој, во кој што внатрешните јазични можности, поттикнати од ситуацијата на многојазичност на Балканот, ги доразвиле и ги прераспределиле на начин што е уникатен за македонскиот јазик во рамките на целиот словенски јазичен свет. Оттаму македонскиот јазик развил морфосинтаксички особини, што во голем степен го оддалечиле од другите словенски јазици, а го разликуваат и од бугарскиот. И тоа е предмет на истражување на многу домашни и странски научници. Ева ви еден научен факт. Господин Димитров, имаше голем број
реакции. Значи реагира во неколку писма македонските интелектуалци, реагираше МАН, реагира институтите, националните институти за кои што верувам дека знаете дека постојат, бидејќи како што реков доаѓате од академско семејство, значи имате солидно образование и знаете дека постои Институт за национална историја, Институт за македонски јазик, Институт за литература, сите тие институти од национален интерес реагира на договорот за добрососедство со Бугарија и последните барања од нашиот источен сосед. И вие тоа можевте да го искористите и да постапите државнички, како што постапи нашиот источен сосед, тие декларации, тие писма да ги преведете, да ги испратите до сите европски институции во кои што гледаме дека подклекнуваат на барањата на Бугарија и на уцените кои што истата оваа европска земја нам ни ги дава. За ова иста работа ќе зборува и професорот доктор Виктор Фридман. Ве подсетувам само дека професорот Виктор Фридман го поддржа Преспанскиот договор. Значи, цитирам научник кој што се согласил со вас за некои работи, но кој што сега очигледно го менува своето мислење, па во својот труд Чаша полна до половина или Пехар со отров, спогодбата од Преспа и современиот јазик, тој ќе каже многу работи и ќе даде многу факти во кои што на некој начин го оспорува правото на Бугарија да ги бара овие работи од Македонија. Во таа насока, господине Димитров, чаша полна до половина или пехар со отров, Виктор Фридман заклучува дека ако С Македонија е принудена од ДЕУ да ги прифати бугарските негирања за постоењето на македонските дијалекти, тогаш спогодбата од Преспа ќе биде повеќе пехар со отров. Во многу наврати, господине Димитров, вие тој пехар со отров нас не го прикажувате како еликсир, а тоа не е вистина. Комплетна невистина, бидејќи сепак е отров. Уште еден цитат од Фридман, кој што вели дека бугарите всушност, освен еден краток период од 46-та до 48-та година, никогаш навистина не го признавале македонскиот јазик, а вели, јас би рекол дека сегашната ситуација во Бугарија е враќање на ситуацијата во 30-тите и раните 40-ти години, значи времето на фашизмот, кога бугарите повторно велат дека нема македонски јазик и дека македонскиот јазик бил бугарски. Исто така Фридман ќе каже да го немаше Преспанскиот договор, бугарите ќе беа потивки. И не знам дали знаете дека во 2016 година излезе нов атлас на бугарски дијалекти, кој што ја опфаќа цела Македонија, значи во денешни државни граници, но и делови од Грција, Албанија, Гора, па дури и источна Македонија. Па вие може да ги прашате нашите источни соседи што мислат со овој дијалектен атлас и дали исто така не мислат и на територијални некои претензии. Господине Димитров, вие во јули бевте на промоција на МАНУ, во кој што добивте примерок од книга со наслов Македонски јазик, континуитет во простор и време. Доколку верувам дека сте ја погледнале книгата, ќе видите дека македонските дијалекти се простираат на вон територијата на границите на Македонија и мора сигурно да знаете дека станува збор за еден вид на добро, значи еден вид на јазикот како средство за пренесување на културата, традицијата, идентитетот, дека нема конкретно одредени граници, дека станува збор за лимитрофни зони каде што се преклопуваат дијалектите, но јасно се знае според нивната потекло, генеза, од каде потекнуваат тие дијалекти, односно кој е основниот говор од каде што се земени дијалектите. Па од таму сигурно знаете дека во основата на старословенскиот јазик, јазикот на кој што светите браќа Кирил и Методи ги превеле првите книги, почива македонскиот говор, а не бугарскиот говор во околината на Солун. Истовремено подготвени сте, како и со Преспанскиот договор, да се потврди членот 11 од добрососедскиот договор со Бугарија, што е тотално асиметричен на штета на македонското малцинство во Пиринска Македонија, што значи дека, господине Димитров, вие се откажавте и од македонското малцинство не само во Егејска, туку и во Пиринска Македонија. Но, во однос на дијалектите, само да ве подсетам дека на седмицата на владата на Република Македонија од 21 јуни 2011 година за културно наследство од особено значење под категорија исклучително значење се прогласени многу македонски дијалекти, нема да ги набројувам сите, само ќе кажам дека во овие говори, заштитени говори како културно наследство, влегуваат и јужните говори, што значи дека се заштитени говорите од Егејска Македонија, кој што вие за жал во една своја изјава велите дека согласно членот 7 и духот на Преспанскиот договор македонскиот јазик кој го говорат граѓаните на Македонија и неговите дијалекти немаат никаква врска со идиомите што ги говорат грчките македонци. Само сакам
на крај да кажам дека станува збор за една навистина исклучително чувствителна материја, која што, а тоа е нематеријалното културно наследство, кој што исто така страда. Ние како научници ќе имаме сега последици. За пример, ќе дадам дека ние сега и покрај иницијативата на Унгарија да се впише гајдата на целиот простор на Европа, од Шкотска до Македонија како најјужната граница, да, ние нема да можеме да ја заштитиме македонската гајда која што влегува како тип со своји звучни и физички карактеристики. Таа е наречена македонска, бидејќи станува збор за регионална тип на гајда. Но ние, според Преспанскиот договор, а и според договорот на Бугарија, нема да можеме да го користиме тоа и ќе дојдеме до ситуација Грција и Бугарија да може да заштитат македонска гајда, а ние не. Ви благодарам. Господине